Добро вечер, драги мои! Еве го и петочното издание на Магазин Плюс, а токму овие 30 на минути се наменети за добра забава, релаксација и одмор од оваа напорна работна седмица. Верувам дека веќе ги скроивте плановите за викендот, а еве, овие 30 минути одморете ги мислите и телото, затоа што и денес ве очекува добра забава и интересни содржини. Ке слушнеме нешто за видовите и потеклото на кафето. Ке дознаете како да го искористите кафето и за нега на вашето лице. Ке слушнеме и која е прогласената најкултурна дестинација во светот. И на крај, ке слушнеме кои се работите кои не се купуваат со пари. Не менувајте го каналот овие 30 минути и уживајте со мене. После ручекот, време е за шолја добро кафенце, а во прилогот ќе дознаете каде се одгледува кафето, како се одгледува и кои видови на кафе постојат според начинот на неговото печење. Најдоброто кафе расте на надморска височина од околу 915 метри. Висината придонесува за произведување на поелегантни, покомплексни вкусови на црешките од кафе, во кои се содржани зрната. Плодовите мора да се собираат рачно од дрвјата на кои може да има цветови, зелено овошје и зрели цреши истовремено. Надворешната пулпа и пергаментот од црешовото кафе се отстрануваат, пошто остануваат две зрна, кои потоа се чистат, сушат, градираат и рачно се проверуваат. Зрната варираат во бојата од бледо зелени до темно жолти кога се сирови. Додека се такви, се експортираат за печење, мешање и мелење до нивната финална дестинација. Повеќето комерцијални компании ги користат робуста и арабика како примарни во нивните смеси. Постојат неколку видови кафења според начинот на печење, и тоа американско, односно нормално печење на кафето. Зрната се средно печени, како резултат на што се прави умерен пијалак, не многу лесен ниту тежок на вкус. Француско печење и темно француско печење на кафето. Имаме јако печени зрна со длабока чоколадно кафена боја и појак вкус на кафето. Италијанско печење на кафето. Сјајно, кафено црно со силен вкус се користи за еспресо. Европско печење на кафето. 2/3 јако печено кафе, помешано со 1/3 нормално печено кафе. Виенско печење на кафето. 1/3 јако печено кафе, помешано со 2/3 нормално печено кафе. Инстант кафе. Прашкаста материја добиена со сушење на свежо приготвен пијалак од кафе на високи температури. Замрзнато сушено кафе. Сварено кафе кое било замрзнато пред да испари водата. Вообичаено е поскапо од инстант кафето, но и со подобар вкус. Безкофеинско кафе. Кофеинот се отстранува од зрната пред да се пече, со користење на хемиски растворувач, кој целосно исчезнува отколку зрната ќе се испечат. Ова може да се постигне и во процес со швајцарска вода, по која се чистат зрната со машина на пареа, пошто однадвор се отфрлаат наталожените кофеински слоеви. Секој сака да има среден и уреден дом во кој ќе се чувствува најубаво и најпријатно по завршувањето на работниот ден. Но правите и големи грешки, благодарение на кои вашиот дом изгледа мошно несредено. Дознајте кои се грешките и секако пробајте да ги исправите. 10 грешки кои спречуваат домот да ви изгледа средено. Неред, нашиот најголем непријател во домот. Меѓутоа, никој друг не го прави нередот освен ние самите. Затоа, побрзо поправете ги овие 10 грешки за безгрешно да уживате кога сте дома. Не ги затворате полиците. Отворениот гардеробер само ви создава дополнителен неред во спалната. Најдобро е да го затворите и маскирате со врати. Ги чувате средствата за чистење на едно место. Мислиме дека собирањето на сите средства во едно шкафче е гениална идеја, но кога ќе дојде време за чистење на сите соби, ќе се изнашетате. Затоа, најпаметно е средствата да ги чувате во собата за која се наменети, со исклучок на спалната.
пластични џепчиња кои висат. Транспарентните материјали никогаш не се препорачуваат за средување на ситниците. Одберете големи корпи со убава боја и дизајн. Полици кои се надвор од дофатна рака. Колку повисоко се наоѓаат полиците, толку поголеми се шансите работите да ги оставите на дофатна рака, па така да ги натрупате површините кои се во линија на вашата висина, а полиците да останат празни. Многу закачалки на зид. Закачалките за над зид се практични, но не ако ги имате во изобилие. Тие не треба да ви го заменат гардероберот. Подобро, ставете една метална шипка и на неа редете закачалки со облека, ако веќе немате место во гардероберот. Складирање на сезонската облека во картонски кутии. Во овој случај, транспарентните материјали ќе ви помогнат да не притурате и да не направите хаос, барајќи ги зимните чизми. Не ги информирате останатите членови од семејството кога разместувате. Вчера се беше средано, но децата преку ноќ успеале да растурат. Како? Зошто? Веројатно, бидејќи не сте им кажале каде е новото место на работите кои им се неопходни. Одвикнете се од префрлувањето на облеката на местата каде се седи. Потсетете се повторно на петата подточка. Несоодветно комбинирани украси. Имплозивното купување домашни декорации може да ви го задуши домот. Купувајте ретко, но квалитетно и во склад со претходно одбраниот стил. Само еден извор на светлина. Не се подпирате на лустерот. Вградете неколку зидни сијалички и поставете ламби кои ќе создадат потопла атмосфера. Кога станува збор за модата, таа е циклична појава која што постојано се менува, но едноставно постојат модни трендови кои никогаш нема да избледат, туку само се пренесуваат од генерација на генерација и од година во година. Во оваа 2017 година имаме многу познати трендови од минатото, а да слушнеме кои се тие. 2016 година помина, но остави голем број модни трендови од минатото. Со модерен контекст оживеаја многу актуелни модни моменти. Дел од нив ќе се задржат и оваа 2017 година и нивното влијание ќе биде силно. Па доколку ја пропуштивте можноста за некое актуелно парче из минатата година, имате време да се поправите во текот на оваа. А во продолжение ви презентираме кои се 10 тренда што суптилно ќе преминат оваа година. Звонести ракави и генерално впечатливите ракави. Тие беа едни од најголемите трендови во 2016-та. Звонестите ракави, блузите со голи раменици и интересни ракави ќе ги гледаме почесто во уличната мода ширум светот. Додека меѓу дизајнерите ќе доминираат нови форми, како на пример спуштените ракави, ракави на вразување, отворени ракави и слично. Карнери и фалти. Уште еден доминантен тренд кој ќе продолжи посебно во сезоната пролет-лето 2017, па веројатно и потоа. Но она што ќе биде изненадување е што ќе ги вклучиме на некои неочекувани делови од облеката или пак од нетипични комбинации на ткаенини. Ќе доминира играта на текстури и факторот на изненадување. Во контекст на тоа е информацијата дека карнери ќе носиме и на модните додатоци, како што се обувките и чантите. Плисе. Гучи направи вистинско лудило враќајќи ги плисираните здолништа во центарот на вниманието. Дури и во актуелнава сезона, веројатно сите бутици се преплавени со металик здолништа со плисе. Следната година, односно оваа која што веќе ни започна, ќе носиме и фустани, панталони, па дури и блузи со оваа техника. Плисето на многумина им е омилено, бидејќи помага при издолжувањето на фигурата. Ако годинава инвестирате во металик парче, ќе можете да го искористите максимално и следниве сезона 2, но ќе биде актуелен и трендот на плисирани парчиња во пастелни, нежни тонови. Следниот моден тренд кој се задржува и оваа година е пижама оделото. Ова можеби и не е најомилениот ваш тренд, но ќе продолжи да биде актуелно и оваа година. Квалитетни сатени,
кадифе, природни материјали ќе направат едноставно да го засакате. Удобните форми и широките силуети ќе ги направат идеални за бројни комбинации, особено за оние што го негуваат лежерниот стил. Во комбинација со интересен принт ќе биде вистински погодок. Широки парчиња. 2016 беше во знакот и на овој тренд, но ако минатата година носевме предимензионирани парчиња, дури и цели комбинации, оваа година овој тренд ќе се насочи кон деталите. Во комбинација со екстравагантните украси, набори и вразувања ќе дадат сосема нова димензија на вашиот изглед. Беџови и апликации. А кога веќе ги споменавме украсите, уште една убава вест особено за оние што ја сакаат нетипичноста. Шаренилото ќе биде актуелно и оваа година, и тоа пред се во форма на беџови апликации, копчиња, мониста или се што ќе смислите за да го смените изгледот на вашата омилена джинс јакна или фармерки, чанта и слично. Важно е да има многу боја. Модниот тренд за оваа година се и слип фустаните. Ролка и слип фустан за оваа сезона. Мајца и слип фустан за следната или само слип фустан за некоја свечаност. Очигледно, ова ќе биде повторно едно од клучните парчиња за повеќе пригоди. Беж бојата е модната порака на годината која помина. Така што, ако во 2016 го следевте овој тренд, тогаш сте подготвени и за оваа година. Беж, како и неутралните тонови, па и светло кафеавите, ќе бидат доминантни во 2017 и тоа особено помеѓу јакните. И на крај, модниот тренд кој се задржува и оваа година се исечените, односно искинатите фармерки. Иако имаше многу поделени мислења околу овој тренд, сепак тој продолжува и оваа година. Тие што го прифатија со задоволство, веројатно ќе бидат среќни за оваа вест. За вас, што и не ви е толку омилен, добрата вест е што не мора да ги испосечете сосема. Доволно е джинсот да се реса малку на работа од ногавиците. Рускиот убавец Санкт Петербург е еден од најголемите градови во Русија, основан од страна на кралот Петар Велики во 1703 година. Токму овој град е прогласен за најпозната културна дестинација во светот, а причините поради тоа ги дознавате во прилогот. Според неодамнешниот избор на порталот World Travel Awards, рускиот убавец Санкт Петербург е прогласен за најдобра културна дестинација на светот. Овој град, што е значаен за историјата на земјата и втор по големина во Русија, е релативно млад. Основан е во почетокот на 18 век. За неговиот настанок заслужен е царот Петар Велики, кој го изградил и го прогласил за престолнина со важност до Октомвриската револуција. На барање на царот, во градот дошле најдобрите архитекти од цела Европа, за да го изградат еден од најмодерните и најубавите градови во светот. Повеќето од градбите потсетуваат на оние во Париз, бидејќи царот бил заљубен во француската престолнина. Благодарение на сето тоа, наскоро градот го украсиле бројни цркви, палати и музеи, а по падот на Советскиот сојуз расте бројот на посетителите од година во година. Доколку патот или желбата ве однесат во овој бајковит град, потрудете се да ги посетите местата кои ќе ги споменам во продолжение. Казанската катедрала. Ова ремек дело на неокласицизмот, чиј автор е архитектот Андреј Вороникин. Би било жалосно да го пропуштите. Катедралата е изградена во 19 век, а за време на комунизмот служела како музеј, но првобитната намена и била вратена во 1992 година. Следното место, кое го карактеризира Санкт Петербург, е Александрискиот театар. За да го доживеете во полн сјај, посетете некоја оперска или балетска представа и приредете си уживање за сите сетила.
гробиштата Тихвин. Русија е најплодното тло за уметници, а едни од најславните, Достоевски, Набоков и Чајковски, живееле во Санкт Петербург, каде што се и погребани, па доколку сакате да им оддадете почит, посетите ги гробиштата Тихвин. Следната градба која морате да ја посетите овде е музејот Кунсткамера, најстариот музеј што го основал царот Петар Велики во 1714 година. Станува збор за етнолошки и антрополошки музеј, преполн со необични експонати. Следно нешто кое треба да го видите е фестивалот на белите ноќи. Доколку патувате во месец јуни, никако не смеете да го пропуштите овој фестивал. Заради географската локација, во јуни во градот речиси и да нема мрак, а од мај до јули се одржува фестивал преполн со концерти, огномети и богати содржини. Следната дестинација е релаксација во Марсовиот парк. Паркот, што е наречен по името на познатиот римски бог на војната, се наоѓа во срцето на градот. Станува збор за зелена оаза со магична привлечност, па многу е веројатно дека штом еднаш влезете, нема да ви се излегува оттаму. Крстосувачот Аурора. Во бродот музеј, наречен Аурора, можете да научите се за руската воена историја. Бродот е закотвен во реката Нева, која тече низ Санкт Петербург. И на крај, еден од најславните и најголемите музеи во светот. Едноставно, неодминлив дел од градот. Ако дојдете во Санкт Петербург и го одминете Ермитаж, е исто како да отидете во Рим и да не го посетите Ватикан. Слушнавме за најубавите знаменитости на рускиот убавец Санкт Петербург, а и потврдивме зошто е прогласен за најдобра културна дестинација во светот. И на крај, нешто мотивирачко за викенд, безценети нешта кои не се купуваат со пари. Дали парите се преценети или навистина се неопходни за нормален и среќен живот? Парите се потребни за многу нешта. Без пари не можете да се нахраните, облечете, речиси се околува се помалку или повеќе поврзано со пари. Но за жал, со парите ги поврзуваме и најважните нешта во животот. Сепак, ако добро размислите, многу нешта не можат да се купат со пари. Ве подсетуваме само на дел од нив со цел да ве поттикнеме да гледате поинаку на животот и да не се грижите ако немате доволно пари. Се додека имате храна, дом и семејство, животот може да биде убав, дури и кога сте сиромашни. Еве што не може да се купи со пари. Здравје. Можете да купите лекови и да одите во најскапи болници, но парите не се гаранција дека ќе бидете здрави. Љубов. За да сакате и да бидете сакани, доволно е да го отворите срцето. Освен тоа, секогаш е подобро да ве сака една личност заради тоа што сте, отколку да ве сакаат многумина заради вашите пари. Насмевка. Насмевката на вашите најмили. Насмевката на оној на кој сте му ја подале раката за подршка. Насмевката на соседите кога ќе си посакате добро утро, или на случаен минувач кој ќе ви посака среќни празници. Тоа не може да се купи со пари. Пријатели. На вистинските пријатели не им е важно колку имате во джебот. Тие се тука за вас во секој момент, но не можете да ги купите, мора да ги заслужите. Радост. Најубавите моменти во животот, малите нешта кои не прават среќни, смејата на децата, мирисот на јоргованот, тропкањето на врапчињата на прозорците, илјадници нешта кои знаат да не израдуваат и да не измамат насмевка, а не се купуваат со пари. Тешко е да се живее кога мораш да внимаваш на секоја паричка, но оние кои имаат здравје, љубов, оние кои знаат да се радуваат и да споделуваат насмевки, оние кои имаат вистински пријатели,
Сите тие ги имаат највредните нешта во животот. И не само тоа, тие вистински го живеат животот. Кога ќе се земе предвид фактот дека најважните нешта во животот не се купуваат со пари, изгледа дека парите се преценети и не се гаранција за среќа. Не придавајте им голема важност на парите. Побарајте ја среќата на друго место. Драги мои, овде и крајот на денешново петочно издание на Магазин Плюс. Се надевам дека и оваа работна седмица се дружевте со нас нешто после 17 часот и уживавте во сите содржини кои ги наменивме токму за вас. Доколку е така, следната дружба ја закажувам за понеделник, 17 часот, Канал Плюс телевизија. Имајте убав и пријатен викенд, одморете се и забавувајте се. Пријатно!